За прв пат оваа година скопската општина Ѓорче Петров беше домаќин на уличното шоу Баскерфест. Реонскиот парк синоќа беше препон со дечиња и нивните родители кои следеа представата на уличните изведувачи. Нешто што ретко се гледа кај нас. Магионичарски трикови, жонглирање со оган, одење по јаже и разни други акробации ги натераа жителите на општина Ѓорче Петров да останат до крај во паркот за да ги видат сите точки на изведувачите. Позитивните реакции и големиот број присутни во паркот ќе биде мотив општината секоја година да го носи Баскерфест токму на нејзина територија. Баскерфест за прв пат во Ѓорче Петров. Тоа значи да ги собереме сите на едно место, многу гости од Шпанија, Аргентина, Италија, Франција, сите со различно говорно подрачје, но со една желба да ги забавуваат децата и жителите во Ѓорче Петров. За прв пат ова светска убавина, која што ја има насекаде, ја донесовме и во Ѓорче Петров. И се надевам дека ова ќе биде нешто кое што ќе ни даде мотив да го проследиме секоја година и да правиме онакви работи на кои што веќе ги знаеме резултатите. Среќни, задоволни и луѓе кои што живеат во Ѓорче Петров. Баскерфест се организира 13-та година поред, но организаторите се многу задоволни од тоа како е прифатен фестивалот од општина Ѓорче Петров, општина во која има многу деца. Според нив, Баскерфест е убав фамилиарен настан и интересен за сите возрасти и се надеваат дека од следната година повеќе општини ќе изразат желба да бидат домаќини на овој светски фестивал. На овогодинешниот Баскерфест има изведувачи од целиот свет, но има и домашни уметници кои се вклучени во фестивалот. Сметавме дека е одлична идеја заедно со општина Ѓорче Петров да направиме еден ваков настан во една населба која што е навистина прекрасна и очигледно полна со деца. И многу ни е драго што за прв пат годинава започнува Баскерфест во општина Ѓорче Петров и се надеваме дека ќе прерасне во една традиција. Имаме многу интересен акробат со комбинирано со боречки вештини од Јапонија, кој што е навистина интересен и сметам дека тоа е нешто многу интересно да се види. Исто така имаме прекрасни адреналински точки со ножеви, со оган, со се, така да како и секоја година има по нешто ново и интересно. Има домашни артисти, меѓутоа они нема настапуваат секој ден, меѓутоа има домашни уметници кои што се вклучени, каде што прават инсталации и други работи кои што се навистина интересни и мислам дека како за прва година ќе има многу нови содржини, многу интересни работи кои што се изработени баш од македонските уметници. Баскерфест во општина Ѓорче Петров е дел од програмата за култура која има за цел со организирање повеќе манифестации да бидат анимирани децата од сите возрасти, како и повозрасните жители.